Со филмска музика започнав да се занимавам затоа што секогаш кога ќе гледав филм, кога ќе почувствував нешто, знаев дека музиката е тоа што ја прави сцената емоционална и жива. Јас сум Дамјан Томовски, композитор и продуцент. Моментално живеам и работам во Љубљана, Словенија. Со музика се бавам околу 25 години, затоа што на 5 годишна возраст се запишав во основното музичко школо во Охрид. Потоа кога го завршив, заминав во средното музичко школо во Струга. Кога завршив средно како одличен ученик, ме примија на Академијата за музика во Љубљана на одсекот композиција и музичка теорија. Од таа возраст, кога бев веќе студент, почнав активно да се занимавам, да сум на музичката сцена. За жал не на македонската, затоа што заминав на 18 години. Така да до сега имам соработувано со големи имиња, со оркестри, бендови, пеачи. И се радувам што сум повторно тука во Скопје, да ја кажам мојата приказна. Свирам клавир, гитара, перкусии, дувачки инструменти, традиционални, македонски, секакви ме интересираат инструментите. Не сум голем виртуоз, но сакам да ги проучувам инструментите, затоа што секој композитор кој што сака да пишува музика мора да ги познава сите инструменти, затоа што секој инструмент има своја душа, своја мелодија, свој карактер. Така да општо филмската музика не е само музика, него се чувства. Преку музиката секој композитор може да ја долови сцената, да ја измени сцената. Мојот стил или израз би го опишал дека е комбинација на различни светови, затоа што уште од мал сум слушал различна музика, од класика до метал музика, до електроника. Така да од секогаш ме интересирал тој свет на различности, на различни емоции, светови. Така да јас би го опишал мојот стил како една комбинација на сите тие светови, од класична музика до андерграунд музика, па се до електроника. Технологијата игра голема улога, затоа што најчесто нешто свирам на клавир или на гитара и нормално дека најблиску ми е да го земам телефонот и да ја снимам таа идеја. Па подоцна ќе седнам на компјутер, таа идеја ќе ја развијам, значи технологијата го забрзува тој процес. И е многу интересно затоа што најчесто во минатите векови нели музиката ја пишеле, сега ја слушаме. Значи нешто ќе засвириш, потоа ќе го снимиш, го слушаш, имаш поинаков концепт, поинаква перцепција. Најголемо влијание имале кај мене во мојот израз композитори како што се Вивалди, Бетовен, Стравински, арабеските на Дебюси, Равел, па и многу бендови, различни диџеи, како што се, не знам, Металика, па од диџеите би рекол Скрилекс. Така да тие се многу екстремни и различни, но имале многу големо влијание на мојот израз. Во овие изминати 10 години имав многу колаборации, соработки со познати музички имиња.
најчесто на словенечката музичка сцена, како што се Словенската филхармонија, значи имамо и дела изведувано, исто така симфонискиот оркестар на операта и балет од Марибор, со врвни диригенти како што се Симон Кречич, американскиот диригент Стивен Лој. Па потоа имам работено, уште работам со светски познатиот метал бенд Ноктиферија, исто од Љубљана. Со нив имано турнеа во Кина, пример, па свирamo по различни најголеми европски фестивали за метал и андерграунд музика. И исто така, последната соработка беше со словенечката представничка на Евровизија, Рейвен. Од македонската сцена морам да ја споменам Зарина Првасевда, со која издадовме заедничка песна со наслов Будење. Па се надевам дека ќе соработувам и со други музички имиња, како што и од Македонија, па и од странство. Во Македонија имам стекнато доста искуства и знаење. Барем во музиката, во тој смер имаме добра едукација. Не знам дали дека сум учел по програма или па професорите биле толку дарежливи што ми покажале стварно добри работи, затоа што кога ме примија во Љубљана на академијата, добив еден добар впечаток дека стварно нешто сум се научил во Македонија. Но се разбира, условите надвор од земјата се малце поинакви. Нормално зависи тоа каков стил на музика, па кој што преферира. Јас сакав да се занимавам со андерграунд музика, со по-авангардни работи кои што во нашата земја се уште не се можеби толку присутни. Но ево, сега стекнав знаење, искуства и сум барем 2 пати годишно тука и сум спремен да го споделам тоа знаење и искуства со сите мои сограѓани, па да помогнам во тој смер да се подобри таа ситуација со нашата музичка сцена. Моментално работам на мојот прв солистички албум со композиции за пијано. Исто така, веќе неколку години работам на кросовер меѓу опера, балет и перформанс. И една симфониска поема, која исто ја спремам веќе 3-4 години. Па исто можам да споменам дека работам на нова песна за мојот македонски проект Премин. Па се надевам дека ќе имате шанса да слушнете нешто во иднина. Нели имаме голем проблем со иселувањето на младите во Македонија. Од моје искуство би рекол дека тоа не е и толку лошо, затоа што секаде по светот гледаме дека младите бараат нови искуства, сакаат да го видат светот, да научат нешто. Така да од моје искуство барем тоа што заминав и тоа што се враќам е нешто добро, затоа што секогаш кога ќе сретнам млади луѓе кои имаат некоја цел, некоја желба да напредуваат, па нормално секогаш државата била проблем, условите. Им кажувам нека заминат, нека пробаат, нека научат нешто ново и ќе видат дека не е лесно да си далеко од дома, дека на крај краева, ако се вратат, можат да донесат богатство тука за идните генерации и дека тоа не е толку лошо.